Почитувани сограѓани, во изминатите 12 години вие бевте нашиот главен партнер во спроведувањето на проектите кои Прилеп од едно заборавено и запуштено место го направија град достоен за живот. Град кој стана репер во Македонија како треба домаќински да се работи и вистински пример како треба да се сака својата општина. Вашето мислење и сугестии секогаш беа нашиот компас за реализација на сите поголеми проекти. Денес, по четврти пат, јас заедно со советниците од ВМРО-ДПМН и коалицијата застануваме гордо пред вас, барајќи да ни ја дадете повторно вашата доверба да продолжиме да го градиме европското лице на Прилеп. Во изминатиот период, нашиот град стана вистинска мета на странските и домашни инвеститори, град во кој за 12 години бројката на невработени се намали за над 11.000 лица. Општина Прилеп доби над 200 км нова асфалтна мрежа, над 200 км нова водоводна и канализациона мрежа. За прв пат во историјата се реализира проект како пречистителна станица, се легализираа над 10.000 објекти, се воведе за прв пат јавен градски превоз, градот доби 4 нови спортски сали, нови стадиони за фудбал, тениски и повеќе наменски игралишта. Градот беше домаќин на голем број спортски и културни манифестации од балкански, европски и светски ранг. За 12 години вложени се над 12 милиони евра за подобрување на условите во сите училишта на територијата на општина Прилеп. Капацитетот на градинките е зголемен за 200 деца, а за прв пат во историјата се отворија и 4 градинки во населените места. Прилеп е град како пример за соживот помеѓу ромското и македонското население, како и пример за соживот со нашите браќа турци од Канатларци, со кои реализиравме голем број заеднички проекти. Почитувани мои прилепчани и драги пријатели, еве вака се сака Прилеп, само со работа и дела, а не со празни зборови, нешто што е практика на СДС веќе 26 години. Доколку не е така, нека ме демантираат со дела, но за жал не можат да се пофалат со ниту еден реализиран проект во Прилеп. Ниту еден. Замислете колку е тоа смешно, а од друга страна и трагично. Па сега ќе го враќале животот назад, но како? Така што ќе гласат за двојазична Македонија и двојазичен Прилеп? Па нели немаше да има двојазичност, нели немаше да има двојазични пари, униформи на полицијата, војската, двојазични институции? Како ќе го вратат животот назад? Така што ќе ги избркат сите странски инвестиции од Македонија и Прилеп и илјадници луѓе ќе останат без работа. Ќе го вратите животот назад со смртта на многу млади животи во болниците за само 10 дена или со тендери на вашите министри. Господа од СДС, единствено што вие знаете добро да правите е тоа да го лажите сопствениот народ и да ги распродавате националните интереси. Само за да дојдете на власт, ветувате изградба на цели населби од мигранти, менување на демографската слика на Прилеп и Македонија. Ветувате двојазичност, менување на историјата и промена на името Македонија. Тоа досега никој го нема направено во целата историја на македонскиот народ. Еден ден ќе ви биде срам за сето она што правите денес. Мојот против кандидат за градоначалник на СДС, господинот Илија Јовановски, даваше изјава за медиумите од предучастокот. Господине Јовановски, прво сакам да ве подсетам дека токму тој участок комплетно го реконструираше владата на ВМРО-ДПМН и локалната самоуправа. И второ сакам да ве прашам, дали не ви е срам кога стоите тука пред местото каде што започнала борбата против фашистичкиот бугарски окупатор, а вие денес заедно со вашиот лидер сакате да смените историјата на која се гордее Прилеп. Па против кого се бореле партизаните? За кого загинале оние над 600 млади луѓе, чии коски се погребани во паркот на револуцијата? Загинале за Македонија, господине Јовановски. Загинале за слободна, независна и унитарна Македонија. А не загинале за двојазична Македонија. Македонија каде ќе живеат мигранти, каде некој после 73 години ќе посака да го погази нивното дело. Ние, ВМРО-ДПМН и коалицијата, ветуваме дека секогаш ќе бидеме со нашиот народ и никогаш нема да ги предадеме националните интереси. Никогаш. Како што вие секојдневно тоа го правите. На 15 октомври
Народот ќе каже во каква Македонија сака да живее. Дали во просперитетна, европска и модерна Македонија или во онаа вашата двојазична со сменета историја и со наведната глава како македонци. Народот знае што треба да одбере, а тоа е работа, дела и отчетност. Да живее просперитетен Прилеп, да живее Република Македонија. Може едно прашање? Што ќе биде ваш приоритет доколку ве изберат граѓаните? Како и минатите години, приоритет на локалната самоуправа ќе биде продолжување на инвестирање во индустријските зони, привлекување на домашни странски инвеститори, максимално намалување на невработеноста во градот, инфраструктурно средување на градот Прилеп, како што беше тоа и досега, да прерасне во уште поубав и помодерен град, да се вложува, континуирано инвестира во образованието, со цел, инвестирајќи во образованието, да инвестираме и во нашата иднина како прилепчани, да инвестираме во културни, спортски објекти, манифестации, се она што значи комплетно помодерно и поубаво и поудобно живење за сите наши сограѓани. Нема да изостанат инвестициите нити во населените места, односно ќе имаме дисперзирано инвестирање како што беше досега и во градот и во населените места, со цел да ги изедначиме условите за живење, да бидат подеднакви и во градот и во населените места. Тоа ќе бидат главните приоритети на нова локална самоуправа и градоначалник. Почитувани сограѓани, велат разликата помеѓу успехот и неуспехот е во добриот тим. Должноста на локалната самоуправа и на советот на општината е да ги заштитува интересите на граѓаните, а не да ги раководи нивните животи. Затоа не е сеедно кој ќе зборува во име на граѓаните наредните години и дали проблемите ќе им ги решава или намерно ќе ги заборава. Токму затоа на Прилеп му е најпрво потребен тим од честни граѓани, родолюби, кои ќе работат заедно кон остварување на визијата општина Прилеп да биде успешна и просперитетна, да биде место кое со гордост ќе се нарекува дом. Тоа е тимот од 27 кандидати за советници на Советот на општината Прилеп од редовите на ВМРО ДПМН и од коалицијата. Со гордост можеме да кажеме дека ова е победничкиот тим, кој за граѓаните ќе донесе убедлива победа на предстојните локални избори и кој во наредниот мандат ќе продолжи проделбата Прилеп да се развива на секое поле. Нема да дозволи општината да стане огромен камп за бегалци. Нема да дозволи народот да го тероризираат политички обоени револуционери и сладкоречиви манипуланти. Нема да дозволи да запре развојот на општината, новите инвестиции и новите работни места. Нашиот тим на кандидати за советници е одличен спој, одлична синергија од искуство, знаење, енергија и визионерство. Спојот од интелектуалци, спортисти, просветни работници, успешни луѓе од бизнис секторот, млади, со еден збор луѓе кои знаат како дише и пулсира градот. Е уште еден гарант дека по победата на 15 октомври општина Прилеп ќе го задржи успешно поставениот курс на напредокот и развојот. Почитувани прилепчани, затоа стоиме сите заедно пред вас. Отворено ја бараме поддршката на овие локални избори, за да можеме заедно, со силна посветеност, работа и отчетност, да продолжиме да го градиме животот во Прилеп. Да продолжиме да го градиме местото каде ќе живеат и просперираат нашите браќа, сестри, внуци, деца, соседи. Сами можеме да направиме многу малку, но заедно можеме да направиме се.